Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме за различните видови на зависности. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божјите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости, и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа, останете со нас. Сандра, денешната епизода се занимава со една од најинтригантните, но и најпроблематичните теми на современото општество – зависноста од порнографија. Дигиталната револуција донесе голем пресврт во начинот на кој луѓето и пристапуваат и ја консумираат порнографијата. Ова е опширна тема и би можеле долго да дискутираме за неа, но бидејќи времето ни е ограничено, ќе се обидеме да бидеме конкретни и концизни. И да, секако дека оваа фундаментална промена во начинот на живот доведе до се почеста и посериозна зависност од порнографија. Но додека за оваа тема често се молчи или се стигматизира, ние ќе истражиме отворено, но и со сочувство. Ќе истражиме широк спектар на прашања, вклучувајќи го и тоа како оваа зависност влие врз поединците и нивните односи, како се манифестира, но и како човек може да се носи со неа и да им пружи поддршка на оние кои се борат со овој предизвик. Верувам дека ќе биде интересен разговор, затоа да навлеземе во темата и заедно со Моника да го истражиме светот на зависноста од секс и порнографија. Моника, знаеме дека зависностите често се поттикнати од разни нарушувања. Дали тоа важи и за овој вид на зависност? Во 2017 година Светската здравствена организација донесе една дискутабилна одлука за воведување на нарушување на компулсивно сексуално однесување во 11-тото издание на меѓународната класификација на болести. Ова нарушување во категоријата нарушување на контрола на импулси се карактеризира со неможност да се контролираат интензивните сексуални нагони, што доведува до повторно сексуално однесување во подолг временски период, а тоа предизвикува значителен стрес или штета во различни области од животот. Значи за ова се поставува диагноза? Да, но треба да се биде внимателен за да не се поставува диагноза на брзина без темелна клиничка проценка. Кога зборуваме за зависност, кога и како човек развива ваква зависност? Истражувањата покажуваат дека зависноста од порнографијата се развива како и сите други зависности чекор по чекор. Првиот чекор е вклучувањето. Личноста која прв пат доаѓа во контакт со порнографија, обично случајно, автоматски, доживува сексуално задоволство поттикнато од тие слики. Ако редовно им се препушта на тие стимулси и ги повторува искуствата, тогаш се отвара директен пат што води до разгорување. Освен што личноста доживува задоволство под влијание на одредени стимули, таа подлежи на механизмот на прилагодување, односно привикнување. Еротската фотографија, погледната 100 пати, престанува да има ефект. Затоа се потребни нови стимули. Почнува потрага по нешто посилно, поинакво, поневообичаено, следи прифаќање на порнографијата како нешто нормално, она што на почетокот ги кршало табуата и внатрешните правила и действувало шокантно, со тек на време станува се понормално. Изопаченоста и понатаму е сексуално стимулирачка, но во морален поглед почнува да изгледа прифатливо. Така, личноста во оваа фаза може да почне да се однесува кон порнографијата како кон нормален дел од животот, таа станува дел од нејзиното секојдневие. Од оваа фаза е сосема природно да се премине на следната, а тоа е преминување од фантазија на дело. Иако детоксикацијата може да ги отстрани штетните материи од телото, мозокот не може да се ресетира. Сликите и спомените остануваат таму и се влечат по вас како несакан товар. Затоа не е чудо што
зависниците од порнографија најчесто извршуваат и сексуални злосторства. Додека ја подготвувавме епизодата, наидовме на интересни податоци за промените што се случуваат во мозокот на оној што гледа порнографија. Кажи ни малку подетално за тоа. Бројни студии во последните неколку децении покажаа дека порнографијата има штетен ефект врз мозокот на конзументот. Биолозите открија дека природната реакција на мозокот на надворешни стимулци може да се прегази со прекумерна изложеност. Ова влијание е познато како первезен стимуланс, каде нормалниот одговор на мозокот вештачки се менува со изложување на екстремни нивоа на стимулација. Очекувањата на личноста за тоа што е нормално може да се променат преку изложеност на екстреми. Ова се случува во мозоците на луѓето кои гледаат порнографија, каде што сексуалното насилство е типично. Порнографијата може да действува како надприроден стимул кој целосно го минува погледот на сексот, од здрав до екстремен и насилен. Истражувањата проценуваат дека речиси секое трето порно видео содржи насилна физичка агресија. Во анализа на најчесто гледаните порнографски видеа, дури 88,2% содржале физичко насилство, додека 48,7% содржале вербална агресија. Како дел од ова истражување, конзументите на порнографски материјали биле прашани што мислат за таквиот однос кон жените. 97% од испитаниците рекле дека немаат проблем или се согласуваат со таквиот однос кон жените. Ваквата промена во мозокот несомнено влијае врз добросостојбата на конзументите. Така, читав дека постои поврзаност помеѓу гледањето порнографија и извршувањето силувања или убиства. Такви случаи се забележани во многу научни истражувања за лекување на зависници од порнографија. Прво, многу криминални дејствија се поврзани со порнографијата и фала ти за оваа изјава бидејќи таа не воведува во еден многу важен дел за кој сакам гласно да зборувам. Имено, она што многуми на него сваќаат е дека постои кружен однос меѓу порнографијата и трговијата со луѓе. Сакам само да напоменам дека нашиот Балкан е многу плодно тло за трговија со луѓе, а главната рута минува токму низ Србија и Хрватска. Многу актери во порнофилмовите се всушност жртви на трговија со луѓе. Тие се присилени со насилство, измама или уцена да влезат во таа индустрија и не може да избегаат. 1 од 5 порнографски слики на интернет прикажува дета, а половина прикажуваат тинејџери под 18 години. Тоа е по дефиниција трговија со луѓе. Порнографијата бара се повеќе сцени, што води до поголема побарувачка за проституцијата, особено детска. Порнографијата е буквално реклама за трговија со луѓе. Тоа е многу профитабилен бизнис. Според магазинот Forbes, само во САД приходот изнесува 32 милиарди долари годишно, додека во целиот свет таа бројка оди и до 97 милиарди. Моника, како порнографијата влијае на браковите и врските? Знаеш, Нена, постои еден друг вид прељуба што се случува во нашите мисли. Понекогаш партнерите во бракот свесно се препуштаат на фантазии за некој друг, па тоа со тек на време им станува навика. Иако изгледа невино, тоа е всушност почеток на изневерувањето. Еден вид бегство од реалноста во замислена луда забава во сопствената глава. Личноста која прифаќа порнографија се дозволува себе си да биде деградирана на ниво на дете кое не може да се контролира, а со тек на време престанува да ја сваќа важноста на верноста. Така се губи довербата во бракот како тајна врска. Истражувањето на доктор Мери Ен Лейден од Универзитетот во Пенсилванија откри дека повеќето од 40% од браковите каде барем еден е зависен од порнографија со сигурност пропаѓаат. Вистина е дека не мора секој зависник да биде криминалец, но за жал многуми не се. За среќа, зависноста од порнографијата најчесто завршува со неповратно оштетена врска со неблиските.
нежните односи меѓу мажот и жената нема да преживаат кога едниот или обајцата се третираат меѓусебно како алатки за задоволство. Секоја зависност од алкохол, дрога или порнографија води до тоа личноста да се сконцентрира само на предметот на зависност и полека да губи интерес за светот. Таа личност веќе не е добар партнер за разговори, го губи својот идентитет и станува тешко да покаже емпатија или интерес за другите работи, па дури и за пријателите и роднините. Диана Расел во својата книга Силување и брак пишува дека гледањето порнографија води кон насилство во брачниот однос и прифаќање на различни сексуални девијации. Денес порнографијата е само на еден клик од нашите деца, а сепак ми се чини дека родителите не му придаваат големо значење на тоа. Ако мислиме дека нашите деца не обрнуваат внимание на порнографијата, тогаш сме заборавиле какви сме биле ние. Децата се чувствителни на сите табуа и се многу попроникливи од колку што мислат возрастните. Бидејќи се уште немаат филтер во главата, тие се далеку поподложни на зависност од порнографијата. Инстинктивно го кријат интересот за еротика, иако чувствуваат вина и срам. Слични проблеми се јавуваат и кај деца кои се жртви на сексуална злоупотреба. Тие главно се чувствуваат виновни, верувајќи дека соработувале со насилникот. Забележано е дека децата кои случајно дошле во контакт со порнографија барале можност повторно да го направат тоа. Децата неселективно ги впиваат изопачените вредности на порноиндустријата, што подоцна им оневозможува да ја најдат вистинската радост во врската со саканата личност. Кај тинејџерите употребата на порнографијата е многу распространата. Во разговор со млади луѓе често слушаме дека тоа е сосема нормално, дека нема ништо страшно и дека на многумина им се допаѓа. Но статистичката норма не е морална норма. Ако мнозинството не гледа проблем во нешто, тоа не значи дека проблемот не постои. Така е. Тинејџерите често гледаат на порнографијата како на алатка која ќе им помогне да станат совршени партнери, но тоа во 100% од случаите води до катастрофа, бидејќи се навикнати на ретуширани фотографии со совршени тела, подоцна имаат проблем со возбудувањето кога ќе го видат нормалното просечно тело на својот брачен партнер. Проблемот се влошува со годините и може да доведе до импотенција. Ако сте родител, активно разговарајте со своите деца. Проценето е дека 1 од 4 деца било изложено на несакан порно материјал на интернет. Фактот дека изложеноста може да се случи случајно е причина зошто проактивните разговори се клучни за нивната сигурност. Реалноста е дека луѓето во тие видеа се вистински луѓе, често жртви на експлоатација. Сопирањето на побаровачката преку едукација е избор што секој може да го направи. Драги слушателки, денес разговараме за зависноста од порнографија. Моника изнесе некои податоци за оваа тешка тема, а сега преминуваме на вториот дел, каде Сандра ќе ни зборува за тоа што вели Божиот збор за порнографијата. Кога зборуваме за порнографијата, ние не претеруваме, ниту некому му ја одземаме слободата. Ја изнесуваме само вистината за нејзините трагични последици. Ова го правиме бидејќи веруваме дека вистината носи слобода. Христос рекол: ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Зрел човек го прифаќа она што е добро и се одрекува од она што му штети нему или на другите. Меѓутоа, ако некој не може да се одрече од злото, тоа значи дека веќе ја изгубил слободата. Порнографијата го уништува длабокото духовно значење на сексуалност. Ако личноста бара само возбудување, тогаш сексот го третира само како забава, одвоен од пораката за љубов. Ја губи способноста да покажува љубов и ја губи духовната и физичката убавина на соживотот.
Кога сексуалниот однос ке се сведе само на физичко задоволство, другата личност станува само предмет. Порнографските содржини се најбараниот поим на интернет. Сатанат успел да го изврти она што е добро и правилно, сексот меѓу мажот и жената како знак на љубов, и да го замени со насилство, прилюба и изопаченост. Порнографијата е првиот чекор на една лизгава патека. Како што на зависникот му требаат се поголеми дози дрога, така и порнографијата води кон посериозни зависности. 3 главни извори на грев се желбата на телото, желбата на очите и гордоста на животот. 1 Јован 2:16. Порнографијата дефинитивно не поттикнува да копнееме по телото, па затоа е желба на очите. Таа сигурно не спаѓа во она за што треба да размислуваме, како што е запишано во Филипјаните 4:8, да мислиме на она што е чисто, праведно и честно. Понатаму порнографијата предизвикува зависност. Павле вели: се ми е дозволено, но не сакам со ништо да бидам совладан. Таа води во пропаст, како што вели Изреки 6 од 25 до 29. Да не посакуваме во срцето туѓе убавина, зашто оној кој си игра со оган ке се изгори. Кој оди кај жената на својот ближен, нема да помине неказнато. Една наша слушателка сведочи вака: кога би можела да променам само една работа од мојот живот пред да станам христијанка, би ја променила мојата вплетканост во порнографијата. Ми требаше долго да се ослободам и верувајте дека воопшто не е безопасно. Но денес сум благодарна на Бог. Тој сака да им даде победа на сите, како што ми даде и мене. Дали сте вплиткани во порнографија и сакате да се ослободите? Еве неколку чекори. Признаете го гревот пред Бог. Во 1 Јован од 1 до 9 читаме: ако ги споведаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Молете се Бог да го обнови вашиот ум. Во Римјаните 12:2 пишува: не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Исполнете го умот со она што е добро. Во Филипјаните 4:8 се вели: на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете. Научете да го владеете своето тело во светост. Во 1 Солуњаните 4 од 3 до 5 читаме: ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство, и секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост, а не во похот на страст, како незнабожците кои не го познаваат Бога. Спознаете вистинската смислена сексуалност и сметајте на тоа дека само во бракот со својот сопружник таа потреба наоѓа своја исполнетост. Во 1 Коринтијаните 7 од 1 до 5 пишува: а за она што ми пишавте, добро е човек да не се допира до жена, но за да се избегне блудството, секој нека си има своја жена и секоја жена свој маж. Мажот да извршува својата должност према жената, а исто така и жената спрема мажот. Жената не е господарка на телото свое, туку мажот. Исто така и мажот не е господар на телото свое, туку жената. Не лишувајте се еден од друг, освен по договор за некое време, за да и се посветите на молитвата и пак да бидете заедно, за да не ве нападствува сатаната поради вашето невоздржување. Имајте на ум дека ако живеете според духот, нема да им се препуштате на телесните желби. Во Галатјаните 5:16 се вели: ви велам, живеете по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. Превземете и практични чекори. Инсталирајте филтри на компјутерот, ограничете го интернетот. Најдете доверлива личност која ќе се моли со вас и пред која ќе бидете одговорни. Во Римјаните 6:19 апостолот Павле пишува: како што никогаш сте служеле на нечистотијата, сега служете и на праведноста. Сандра, ти благодарам на овие детални упатства. Бог е добар и секогаш нуди слобода. Затоа и вие, драги слушателки, не робувајте во тајност, туку обратете му се на Господ Исус Христос, единствениот кој може да ве ослободи од оваа зависност. Драги слушателки, тука ја завршуваме денешната епизода.
Ве молиме, ако некој од вас го има овој проблем, немојте сами да продолжите да се борите со него. Побарајте помош, преземете нешто, пишете ни на Facebook и Instagram страните под името Жени со надеж. До следната епизода, довидување и Бог нека ве благослови.